Вонредно издание. Дванаесет олимпски богови. Додекатеон. Во митологијата на старите хелени се раскажува дека со светот владееле 12 богови, познати како Додекатеон. Нивното живеалиште бил раскошен дворец, кој бил изграден на највисокиот врв на планината Олимп. Планината Олимп се наоѓа на границата помеѓу Хелада и античка Македонија. Зевс или Јупитер. Зевс се сметал за татко на боговите и луѓето, тој бил владетел над владетелите и бог на небото. Управувал со облаците, со дождот, ветровите, громот и молњата. Символи му биле следниве: жезлот и лентата околу главата, а оружјето му биле молњата и штитот Ајгида. Посветените животни и растенијата му биле орелот и давот. Хера или Јунона. Хера била божица на женското достоинство, заштитничка на бракот и на семејството. Незините символи биле диадемата, поесот на челото, жезлот, превезот, жртвениот сад во раката, венчалниот прстен. Таа била законска сопруга на Зевс. Незини посветени животни биле кукавицата, паунот, лавот и кравата. Богот Аполон го носел истото име и во хеленската и во римската митологија. Тој се смета за бог на сонцето и на светлината. Праќал болести и ги лекувал, бил дарител на пророчки моќи, заштитник на поезијата и на уметноста, предводник на музите, заштитник на сите кои действуваат под ведро небо, на ловците, овчарите и морепловците. Негови символи биле лакот, торбата за стрели, самите стрели, треножното столче, музичкиот инструмент лирата. И сонцето му било символот. Тој е син на богот Зевс и на божицата Лето, а брат-близнак на божицата Артемида. Негови посветени животни и растенија му биле лебедот, јастребот и делфинот од животните, а пак лаварот му било посветено растение. Арес или Марс. Арес се смета за бог на војната и на насилствата. Символите му се следниве: копјето или факелот што гори. Го сметале за свиреп бог, кој уживал во борбата и во војувањето. Него секогаш го придружувале божествата на караницата, на гневот, стравот и смртта.
Тој бил законски син на богот Зевс и на божицата Хера. Имал посветени животни. Тие му биле волкот, кучето, клукајдрвецот, машојадецот и вепарот. Хефајст или вулкан. Хефајст бил бог на огнот и на ковачките вештини. Неговите символи се наковалното и жештениот чекан. По обликот бил низок, дебел, брадест и куц. Исто така и тој бил законски син на богот Зевс и на божицата Хера. Тој бил оженет со една од најубавите божици, Афродита. Посветени животни му биле препелицата, мајмунот, жеравот и кучето чувар. Хермес или Меркур. Предимно го сметале за гласник на Зевс. Тој бил бог на трговијата, на лукавството и на крадењето. Го сметали за бог на овчарите, на музиката и на поезијата. Исто така бил бог и на патувањата, на премините, заштитник на патниците, на гласниците и на говорниците, а исто така ги придружувал луѓето на другиот свет. Негови символи се стапот кадукеј со крилја, обвиткан со змии, крилестата шапка Петасос и крилестите обувки. Тој бил син на богот Зевс и на плејадата Маја. Од животните му биле посветени зајакот, јастребот и желгата, а од растенијата јагодата. Посейдон или Нептун. Го сметале за бог на морето и на водата. Тој ги спасувал морнарите и давал победи во поморските битки. Ја оплодувал и тресал земјата, па затоа го нарекувале и земјотресец. Предизвикувал одрони, а пак на луѓето им го дал конјот. Го замислувале со темна коса и секогаш намуртен. Неговиот тризабец бил неговиот символ. Со тој тризабец тој ги потресувал морињата и земјата. Тој бил брат на Зевс и на Хад, а оженет со морската нимфа Амфитрита. Од животните посветени му биле делфинот, бикот и конјот, а од растенијата борот. Афродита или Венера. Афродита се сметала за божица на убавината, на љубовта и на породувањето. Таа била божица на плодноста и на бродарството. Незини символи биле бисерот, школката и појасот. Се верувало дека таа излегла од морската пена, по кастрацијата на првородниот бог Уран или богот Небо. Според друго предание, таа се сметала за ќерка на Зевс и на титанидата Диона. Од животните и биле посветени гулабот, врабецот, лебедот, рибата, гуската, зајакот и делфинот. А од растенијата мирта, розата,
јаболкото, калинката. Артемида или Дијана. Артемида била девствена божица на месечината, на ловењето и на дивите ѕверови. Таа била заштитничка на стадата и бродовите и секако пазителка на девојките. Незините символи биле лакот, стрелите, месечинскиот срп на главата, ловечкото копје, факелот и кожата на еленот околу рамената. Таа била сестра и близначка на богот Аполон. Од животните ѝ биле посветени ловечкото куче, еленот, мечката и рибата, а од растенијата амарантот, кипарисот и палмата. Атена била девствена божица, позната и како Атена Палада. Таа се смета и за божица на мудроста и на знаењето, на спасувањето и на здравието. Им помагала на мажите во војна и секогаш им ја обезбедувала победата. Незините символи биле оклопот и шлемот. Исто така и тркалезниот штит со главата на Горгона Медуса и копјето. Атена била ќерка на титанката Метида и на богот Зевс. Незиното раѓање е чудесно. Таа излегла од главата на богот Зевс. Од животните и биле посветени бувот и змијата, а од растенијата маслинката. Деметра или Керера. Деметра се смета за божица на земјата, на земјоделието и на житните полења. Таа била и носителка на пролетта. Незините символи се следниве: густа руса коса со боја на жито, венец од класија и јафион, срп, јачмен, нане, факел и кошница со пченично класие. Исто така, символот е бил и рогот на изобилието. Незината кола ја влечат змии. Таа е ќерка на божицата Персефона, Персефона која што била жената на богот на подземниот свет Хад. Од животните ѝ биле посветени говедото, свињата и змијата, а од растенијата ѝ биле посветени сите житни растенија. Хестија или Веста. Хестија се смета за девствена божица на огништето и домаќинството. Незините символи се огништето и жртвеникот. Како ни е представена Хестија? Како сериозна девојка божица со глава покриена со превес. Таа во рацете држи стап и жртвен сад. Била сестра на богот Зевс, сестра на Хера, на Поседон, на Хад и на Деметра. Имено Хестија му го стапила местото на Дионис, за да тој се возвиши меѓу боговите на Олимп. Од животните ѝ биле посветени магарето и јуничето.
Хад и Дионис. Хад или Плутон бил бог кој никогаш не добил можност да биде владетел од Олимп, затоа што му било забрането да управува со светот. Наместо со светот, тој управувал со подземниот свет. Тој бил господар на рудните богатства и бил собирач на душите. Дионис или Бакхо почесното место го добил меѓу боговите на Олимп, откако Хестија се откажала како олимпска божица, посветувајќи се на одржување на олимпиското огниште. Богот Дионис е единствениот полубог кој станал рамен на олимпските богови. Тој бил син на богот Зевс и на принцезата Семела, ќерка на Кадмо и на Хармонија. Собор на 12 олимпски богови.